Со маслодајна репка нивите во Пробиштип ќе се чистат од тешки метали. Репката ќе се користи за експериментално производство на биодизел гориво. За да се исчисти оловот од цинкот и кадмиумот во регионот на неколку пробиштипски села, ќе се користат светски искуства. Маслодајната репка, имаме Чернобил, имаме јапонски хавари, така натаму, после Хирошима и така натаму, е еден од таквите успешни начини на излекување кои што се докажало дека може да се подобрат. Ова треба да биде и првото сериозно истражување за квалитетот на земјоделските производи и почвата по мапирањето на загадените површини пред неколку години. Иако загадувањето со тешки метали е евидентирано во сите документи на општината и државата, досега во јавноста не се објавени сериозни истражувања за нивото на загаденост. За оваа проблематика се потребни доста финансиски средства, значи треба доста финансии, така да во иднина секако дека ние и во нашите програми, од нашите можности сме заинтересирани за истражување и испитувања за оваа проблематика. И покрај тоа што земјоделските производи од мапираните над 500 хектари се сметаат за високоризични, бидејќи во 2006 и 2007 кај пченицата е откриено дека содржи процент на улово над дозволеното, нема јавно објавени анализи за безбедноста од нивната употреба. Па сигурно дека никој ништо не забранил. Меѓутоа и се сеело и се произведувало, меѓутоа никој не докажал за последици. Проблем за Пробиштип е и старата јаловишна депонија, која со години ги труе жителите преку почва, вода и воздух. Никој не знае до кое ниво оваа стара депонија ги загадува и подземните води. Активните и старите јаловишта на рудниците се жешки еколошки точки. Потврда е и минато неделната несреќа во Тораница, кога пукна главниот транспортен цевковод и јаловина се излеа на патот кон рудникот.